Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Актерката Кира Најтли ќе ја глуми познатата Коко Шанел во филмот што ќе го режира дизајнерот Карл Лагерфилд. Ова филмско остварување ќе се појави по повод 100 годишнината од отварањето на првата продавница на Шанел во Франција. Филмот ќе биде прикажан следната година на промоцијата на новата колекција на Шанел во Сингапур. Кира Најтли веќе е заштитно лице на добро познатиот Шанелов парфем Коко Мадмозел. Многумина предпоставуваат дека одлично ќе се снајде и во улогата на основачката на една од најреномираните модни куќи. Кира Најтли годинава ја видовме и во улога на Ана Каренина. Во останатите улоги во филмот посветен на Коко Шанел ќе се појават и актерката Клоди Хесме, манекенката Стела Тенант, музата на Легерфилд и голем број други познати личности. Актерот Хју Лори, попознат по улогата во серијата Доктор Хаус, на почетокот на мај годинава планира да го објави својот втор албум Didn't It Rain и дури веќе најави и турнеја во Велика Британија за да го промовира. Албумот е снимен во Лос Анџелес во јануари, а на него со Лори соработувале и Копер Ботом Бенд, Габи Морено, музичарот Тач Махал и уште многу други, јавија британските медиуми. Во јуни актерот тргнува на турнеја, а ќе настапува во Лондон, Оксфорд, Брајтон и Единбург. Тој во 2011 година го објави својот прв албум Let Them Talk, кој е инспириран од блузот. Не сум роден во Алабама во 1890 година. Никогаш не сум јадел зобена каша, нити обработувал земја. Не сум се возел ни во товарен вагон. Јас сум бел англичанец, средна класа, која дрско зачекорил во музиката и во митот на американскиот југ, рекол актерот во изјава за британските медиуми. Иако славните музички звезди Кети Пери и Џон Мајер во последно време изгледаат повеќе од влюбени, сепак не било така. Пери и Мајер повторно ја прекинаа својата љубовна врска. До неодамна присуствуваа заедно на Греми наградите и на другите настани и изгледаа среќно и влюбено. На својата љубов пробаа да ја дадат втора шанса и обновија врската во август минатата година. Извори блиски до славните музичари велат дека тие одлучиле да раскинат и да се посветат на своите кариери. Кети пред Џон беше во 14-месечен брак со Расел Бренд, кој наводно не можел да го поднесе нејзиниот бурен ноќен живот и тоа што не сакала деца. Џон пред Кети беше во врска со актерката Џенифер Анистон и со пејачката Џесика Симпсон. Според најновите холивудски гласини, 38 годишниот заводник Бредли Купер завел нова 20 годишна девојка. По шпекулациите дека тој е во врска со оскаровката Џенифер Лоренс, која го напушти поради принцот Хари, во јавноста се расширија фотографиите на кои тој шета со 20 годишниот модел Суки Вотерхаус. Наводно самата Суки ја објавила веста дека е во врска со најсекси мажот за 2011 година. Нивното познанство се случило на церемонијата Elle Style Awards, кога тој ја поканил во неговиот хотелски апартман, а исто така ја поканил и во Лос Анџелес за подобро да се запознаат. Епа колку добро се запознале, останува да видиме. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.